Sa ovakvim problemom? Sekoj, jedan, može da je slijedan. 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 Како што може да видите, преку 10.000 луѓе се собрани најмалце во моментов. И ова е буквално
нешто што ја прели чашата во Македонија, на врските, на знаеш ли кој сум, аве иди бегај, сега ќе му се јавам на министерот, сега ќе му се јавам на Јанко Петко Станко, но се си има свој крај, па така и таквата работа. Народов е на улица и конечно после долго време народов да го крене својот глас, без разлика за што е. Мада овој случај не е без разлика, овој случај однесе млад човечки живот кој што немам збор со кој би можел да објаснам колку е вреден тој млад, многу млад човечки живот. Еве, гледајте понатака, стартам камерата. Јас ќе побрзам малце, пошто колоната е веќе скоро кај Соборна. Јас останав за да можам да уснимам колку многу луѓе има искочено и колкав е маршот за прекина дивењето по Партизанска и за сите ретардирано ненормални попилиња кои што мисля дека можат се додека не им се појави некој па да им ја искрши главата и после тоа да плачат, да се жалат, па дури некои да тужат за физичко насилство. Така да, како да ви објаснам? Штета што е психоманија на еден начин почнува од еден ваков жалосен настан, од еден ваков жалосен момент, но психо, тоест ја, со мојава психоманија, ќе се пуштам почесто. Еве има поддршка дури од зградите. Ќе се пуштам почесто да завршам мислата со кратки видеа во кои што јас лично ќе го кажувам своето мислење. Неретко ќе влагам и во диалог со вас кои што ќе коментирате тука, но исто така со кратки видеа. Доколку некој сака и да дебатира, може во живо, може да ми сконтактира дали на Facebook, дали на мојот мобилен телефон, дали на Viber. Битно дека психоманија се рестартира од овој момент, значи ја почнувам како некој што сака да кажат втората сезона. Јас тука ќе престанам да зборам и ќе го оставам да гледате. Седим у Макарево и доаѓаат моите нешта. Само се познаваме дека направи
Ljubčo Gергije, hvala ti na podrškата. Можеш да го шеруваш видеово, да го споделиш, за да може да гледаат и други луѓе кои исто така како тебе не може да дојдат и да присуствуваат тука. Веќе сме кај Соборна, а почетокот е скроз кај зградата Тифани. Позади мене се крајот на колоната е се уште не е стасан ни до трговскиот Буњаковец. Така да, како што можам да видам, со самото движење на поворката, со самото движење на маршот, се приклучуваат луѓе од страните и бројката станува се поголема за подршка и на фамилијата на Фрусина, но и за барање правда, да не може такви билмези како Мајмунов, дете на пуковник, дете на официр на војската, да направи ваква идиотштина, уште и претходно дрога да продава, доколку има чест и образ, тој полковник, тој официр, поднаетно би требало од морален чин да си поднесе неотповиклива оставка и да го врати и чинот, но и местото да го ослободи во АРМ, бидејќи ако тој пуковник не може да си го заштити синот од пороци и од идиотштини, на кој начин ќе не заштити нас? Така да, тоа е моето мислење за тоа дека најодговорен е пуковникот. Во мое време, децата на официрите беа, да кажам, најпримерни и има најголема стравопочит кон своите родители. Страв и почит. Затоа што ниеден од родителите не сакаше да дозволи неговото дете да му го искалја образот и да направи нешто со што ќе го усрами и него, но и позицијата и чинот кој што го има тој официр. Така да, најголем виновник во овој случај, покрај дебилчево наркоманско, има и татко му, полковникот, кој што не го воспитал својот син, кој што не направил авторитет врз својот син и од кој што дури ни неговиот син чим не се плаши што останува за друг, дали ќе се плаши некој друг од него. Така да, ајде да се смирам маце, па ќе продолжам да зборам. Успеав да стасам на почетокот на колоната. Така да, еве сум. Може да е
Почитувани пријатели, јас за уште малце ќе морам да го прекинам видеото, затоа што имам толку интернет и ќе ми треба интернет за да може да пуштам видеа и слики кои што јас ќе ги сликам, ќе може да ги видите на Infomax, така да уште малце и ќе го прекинам видео. Јас последниве 4 до 5 години го зборам тоа дека системот е урнат, дека неаме систем во државата, дека све е отидено у пизду лепо материну, така да многу ми е кеф и радост дека барем децава успеа да сватат и да се побунат, дека нема систем во држава и да го вратат системот и да го поддржат системот. Така да со поддршка од мене колку можам ја како единка ќе имаат комплет и ќе емитувам се во буквална смисла се на децава со што ќе го подобрат системот и ќе го сменат овој идиотско комунистичко дегенеричен систем кој што во моментов ја окупира државата. Хвала што ме гледавте. Следните снимки, видеа, слики кои што ќе ги сликам и снимам, гледајте ги на Infomax. Поздрав, се гледаме повторно.